Токму така, Јована Придмалка ја прочита временската прогноза. 9 целзиусови степени имаме во моментов во главниот град, но оној северен ветар прави сериозен проблем и е навистина студена. Причина повеќе и ние возрастните да се облечаме топло доколку излегувате од своите домови во овој момент, но и да ги облечете топло своите деца. На нив го ставаме фокусот наредниве минути во Македонија наутро. Променливото време, дополнително и пролетните алергии им задаваат главоболка на родителите кои треба да мислат на здравието не само свое, туку и на децата кои што ни се разбира приоритет. Како да ги заштитиме во овој период од годината? Одговори добиваме од доктор Мирјана Поповска, која што е специјалист педијатар во Институтот за белодробни заболувања Козле. Добро утро и благодарам за отстапените неколку минути за разговор во утринската програма. Благодарам, добро утро на сите. Доктор Поповска, еве ќе започнеме со последните информации и статистики кои што ги имате. Дали ова променливо време прави проблем плюс кај дечињата? Има ли зголемен број на прегледи изминативе денови овде во Козла? Да, значи овој период навистина има промени во температурните разлики. Децата можеби повеќе се подложни точно на вирусните инфекции, бидејќи вирусните инфекции го сакаат, нели, променливото време. Зголемена е бројката кај нас во Институтот за белодробни заболувања, никаде просечно имаме околу 100 дечиња за 24 часа кои што побаруваат помош во овој период од годината. Нешто бројката за викенди е малку поголема, затоа што нели дел од амбулантите се затворени во однос на дежурствата за сабота недела. Едната приказна која причинува главоболка е променливото време, другата пролетните алергии. Што најчесто ги причинува, докторка, пролетните алергии? Сега сме баш во сезона на пролетни алергии, кога веќе почна нели да полените да си го земаат својот тек. Сезонските алергии почнуваат, за жал ке нас барем, од февруари месец па траат се до ноември. Што значи дека веќе ние можеби немаме сезонски алергии, затоа што ако ја ги израчунаме месеците, тоа рече се цела година, 10 месеци, 9 месеци. Значи, децата се подложни на веќе еден подолг период од годината. Зошто? Затоа што тој ран полен ке нас се препознава веќе од февруари, а доцниот полен завршува во ноември. Па таа изложеност на тој долг период ги прави децата, значи, со многу повеќе, со поголема клиничка слика, затоа што подолга изложеноста на еден алерген, се повеќе и повеќе клиничката слика кај едно дете зема замав. Што најмногу има од алергиите? Во овој момент сепак, како што кажам, значи сезоната на пролет е со алергенот на полен дрва, полен трева. Тоа се оние вообичаени полени од јасен, смрека, коров, липа, кои што се тоа поленови зрнца, кои му прават проблем на слузницата на носето на детето и манифестира детето еден тип на алергиски ринит. Што значи алергискиот ринит? Тоа значи едно воспаление на назалната мукоза на носето и прави одредени симптоми. Тие симптоми кај едно детенце може да бидат различни. Значи може да бидат лесни, но може да бидат веќе и потешки клинички симптоми. Како да ги разликуваат родителите? Како да ги разликуваат? Ева јас вака ќе ги набројам, па можеби ќе дадам една паралела и со вирусните инфекции, за да знаат кога станува збор за алергија, кога за вирусна инфекција. Значи, може едно детенце да има носна обструкција, постојано носето да биде затното, може да има назална секреција, постојано да тече носето. Истовремено, може да бидат засегнати и очињата, да има постојано чешање, да има црвенило во очињата, да има дури едем, оток на очињата. Исто така, кивањето, кое што се јавува во неколку пати ке едно дете, викаме ние во салви, како репетирачко кивање, исто така е симптом. Кашлицата исто така е симптом. Значи, ако овие симптоми траат повеќе од 2 недели, тогаш веќе станува збор за алергија. Ниту една вирусна инфекција не трае 2 недели. Се разбира, може да трае, меѓутоа веќе кога станува во секундарен инфект, кога прави бактериска инфекција, кога имаме компликации од некој вирус, меѓутоа тоа е во исклучителни ситуации. Кога еден вирусен инфект не завршува, а мислат родителите дека станува збор за вироза или пак нивниот матичен доктор мисли дека е вироза, дека не е алергија, а тоа трае подолго време, како што кажав, треба да се упати детето за евентуално да се проследи и за алергија. И исто така фебрилноста
не иде со алергија, значи немаме температура и алергија. Исто така високите инфламаторни маркери, оние основни рутински лаборатории што ги зимаат матичните доктори, доколку се види дека има леукоцитоза с големини леукоцити, с големен С-реактивен протеин, тоа е маркер нели кој што ни покажува еден воспалителен карактер во тој момент кај детето, во тој случај немаме алергија. Значи има некои механизми кои што може еден доктор да го препозна дали станува збор за манифестација на алергија или вироза, затоа што симптомите се преплетуваат, да, се слични. Вообичаено кога имаме промени во време, велиме да бидеме повнимателни ние родителите и во однос на облекувањето, па и во однос на храната, нели, во овој период од годината. Можеме ли да превенираме алергии? Можеме ли да ги заштитиме децата од оваа приказна? Па јас како сега треба да кажам дека се избегнува алергенот. Алергенот во овој момент, нели, пролетната алергија, како децата да го избегнат полет частичката од полен. Еве вака, може би за родителите еден совет. Наутро да не се отвараат џамовите, ако може дечињата да седат дома, бидејќи концентрацијата на поленот наутро и до пладне е највисока. Што значи дека едно дете ќе инхалира многу повисока концентрација на полен и на тој начин ќе има потешка, нели, клиничка слика. Ако успеат родителите да го задржат детенцето до пладне дома, па да бидат прошетките нели навечер со детенцето, исто така, доколку врне и доколку е влажливо, тоа значи дека поленот ни паднал и може слободно тогаш препорачуваме да се излезе надвор. И она што е најбитно, кога ќе дадеме една терапија, кога ќе дијагностицираме една алергија, спрејчињата што се даваат за алергија да се континуирано да се користат и правилно да се користат. Да не се остава добро му е на детето, сега ќе го тргнам спрејот, па ќе видам дали повторно ќе има алергија. Тоа е најлошата околност што може да направи еден родител, затоа што децата после манифестираат многу потешки клинички слики, може да дојде значи до агресивни кашлици, до бронхоспазм, па и до гушење, па и до некои животни загрозувачки состојби. Значи алергијата не треба да се свати дека е несериозна болест, тоа е едно комплексно имунолошка реакција на организмот кој што родителите можеби не може да ја сватат, им изгледа дека алергијата е со лесна клиничка слика, ама не е секогаш така. И треба навремено, ако имаат симптоми децата уште во рана возраст, тој треба да се третира. Например, еве вака иде, ние како ја викаме таа алергија ке едно например, мало дете, односно ако почне уште во доиначка возраст, обично таа алергија во доиначка возраст се манифестира со промени на кожата, како екзематозни промени, кај доенчето после таа прогредира во дерматитис атопика со пофулминантен тек, па потоа влегува во алергиски ринитис, значи тој што го објаснувам со назалните симптоми и веќе понатаму, доколку не е третирана, влегува во една алергиска астма, која што детето нели ќе го прати со многу потешка клиничка слика. Ова го кажувам само за да се свати алергијата, нели, како сериозно, мислам сериозно, да не мисла дека нешто е многу страшно, меѓутоа се свати како и секоја друга болест која што треба долготрајно да се лекува и да се третира. И оно што е веројатно клучно на времината реакција. На времината, да, препознавањето. Кога препознавањето? Обично, ако имаме во едно семејство атопија, многу веројатно дека и детето има атопија. Зошто го кажувам тоа? Ако еден родител има атопија, односно има алергија, 50% се шансите и детето да има. Ако двајцата родители имаат алергија, до 80% има и детето алергија. Ако има една фамилна оптеретеност и доколку детето пројавува овие симптоми што јас ги објаснувам, треба да се иследи и да се проследи. Многу е лесно дијагностицирањето на алергијата. Сите овие симптоми десетина што ги набројав, ако клинички ги манифестира и имаме фамилна анамнеза, имаме оптеретеност во фамилијата за атопија, можеме слободно да дијагностицираме и да спроведеме терапија за алергиски ринит. Доколку нешто не е јасно во однос на клиничката слика, има соодветно тестирање, тоа се прави во нашиот институт, се зимаат кожни тестови, тоа се викаат skin prick тестови, кои што се аплицираат на подлактицата на детенцето, се аплицираат алергија
алергените, се следи реакцијата, е златен стандард за докажување на алергијата. Исто така, и по малите дечиња може да се земе и специфични имуноглобулини, тоа се имуноглобулини во организмот кај детето, и IgE имуноглобулини кои што се детектираат на соодветен алерген доколку детето има алергија и преку серум, преку крвта. Значи има и други тестови, се прегледува и носето на детето, еозинофили, така да треба само да се упати кај нас, кај пулмоалерголог, за да се навремено диагностицира пред сезоната. Значи не во сезона, пред сезоната, тоа е некаде јануари, почеток на февруари. Навремено следење на децата и реакција кога е потребно. Благодарам, доктор Поповска, за советите за нашите гледачи. Благодарам многу. Се надевам дека овие совети беа добре дојдени за сите нас родителите кои што меѓу другото, нели, еден од врвните приоритети животни ни е како да ги заштитиме нашите деца. Чинам дека на тема деца продолжувате и со наредниот разговор, Јована. Да,